Погрешно цитирате, точно е дека во Уставот после 11 темелни вредности има се што со Устав и закон не е забрането, е дозволено. Застанете, воопшто на погрешно место е, треба да биде кај слободите и правата и се однесува само на слободите и правата, а не како што вие интерпретирате. Второ, употребувате израз ратификација. Во историјата на ова собрание имало еден закон за ратификација на договорот со ОКТА, ама тој беше меѓународен договор, колега. Внатрешни договори не ратификува меѓу субјекти собрание. Од каде го измисливте тоа? И немојте да употребате израз дезинформирате, прочитајте го насловот на законот. Закон за што се вика? Значи, предлог закон за решавање на спорот меѓу владата и ОКТА. Така се вика законот. Јас дезинформирам или вие дезинформирате? Кај е надлежноста да ратификуваме? Покажете ми во Уставот вие мене или во закон за влада или во закон за парламент надлежност на собрание да ратификува договори интерпартес меѓу влада и било кој субјект друг акционерски. Никаде. Никаде. Трговски ви е договорот, за жал, а не правен. Немојте да измислувате. Правото не е само наука и уметност е. Немаме надлежност да донесеме закон со ваков наслов. И второ, ви го прочитав 5 пати текстот на насловот, на одредбите. Прочитајте ги на глас вие, нека чујат граѓаните што пишува тамо. Ништо. Ке направи она, ке направи. Нема таков закон. Нема таков закон кој што гата што ќе направи. А што ако не направи? И ние сме биле држава во која владењето на правото е најважно. Да си ја замрзи човек професијата за која што живеел. Се срамам да ви кажам. И не е случајно што говорот на пратениците се радикализира. Што треба да направиме за да помине ова? Решете го на спор, реков на суд, со медијација. Немојте да го турнувате парламентот во нешто што не е негова надлежност, бидејќи и ние треба да го почитуваме Уставот и законот. Школа на демократија да бидеме и на владење на право. Ваков макијавелизам не постои. Нема нешто што вие не сте спремни да го оправдате, па дури и да е тоа спротивно на основните принципи на правната професија. Јас тоа нема да го направам, како Сократ ќе се однесувам. Попрво отров ќе испијам, ама законот ќе го бранам.